Со преполовено добијаните средства од вкупно побараните 1.270.000 денари од Министерството за култура, утре и задутре во Прилеп и Долнени по 49 пат ќе се одржи Националниот фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. Според организаторите, љубовта и ентузијазмот по секоја цена овој фестивал да продолжи да живее се неговиот основен лајт мотив, а не финансискиот бенефит кој бил минимален. Еве, конкретно баравме 1.270.000 денари, ни доделија 750.000 денари. И сега од тие почнуваме да кратиме. Интелектуален труд 1000 денари сума е. Меѓутоа, еве и тие не се откажуваат од фестивалот. Едноставно го сака фестивалот. На дводневното фестивалско случување, чие мото е изворната музика не одржа, ќе се представат 300 учесници од земјава и странство. Организаторите велат дека интересот бил и поголем, но заради ограничените средства и оваа бројка на учесници била и повеќе од задоволителна, бидејќи главната поента на фестивалот е изворната македонска песна да остане жива, особено сега кога и иселувањето од селата веќе си го земало својот данок. Ние вака фрапиране од некои поединци кои до сега не ни се појавиле на фестивалот. Затоа и тие селекции сме ги правиле во високите планини на Баби на Баница и на некои други манифестации, кај што доаѓаат аматери кои прв пат се содруваат со оваа наша проблематика. А пееле во својата изворна средина, пееле и свиреле и настапувале. Сега наеднаш изразија желба да дојдат на фестивалот. Ние имавме 3 бабички кои на вистина растура, знаат песни, изворни и стари, значи песни жетварски и од сите обичаи и сите обреди кои ги обавувале во свое време и биле носители на тие музичко-фолклорни содржини. Во рамките на фестивалот, освен настапите на учесниците, кои ќе се одржат на Камената бина во Прилеп и на Рудина во Долнени, ќе се одржи и симпозиум на тема Фолклорот во минатото и денес, промоција на зборник на трудови. Фестивалот Пеце Атанасовски е од меѓународен карактер и е единствен од тој вид во земјава и на Балканот.